Во сабота со почеток во 11 часот на стадионот Никола Мантов, ЖФК Кочани се среќава со единство. Иднина СПАК гостува во Куманово против Победа. Колото го комплетираат Победа Прилеп Топгол, Тиверија и Статов Борец, Конзули Речица и Билјанини Извори Ас Юнајтед. 12-тото коло во третата лига Исток го носи супер интересното соседско дерби помеѓу Осогово и 1934-та, четврто и второпласираната екипа на табелата во моментов. Надпреварот се игра на Никола Мантов в недела во 13 часот. Останатите двојки ги сочинуваат Карбинци Чешиново, Баби Работник, Јака Стибо, Тркања Брегалница Голак, Беласица Каменица Саса, додека надпреварот Рудар Напредок Здравје Радово е одложен. Во двете детски лиги за генерација фудбалери родени 99-та, 2000-та и 2000-2001 се игра последното седмо коло од есенската полусезона. Се среќаваат Осогово Рудар, Слог 1934-та Кочани, Брегалница Делчево Зрновка и Каменица Саса Напредок. Во рамки на третото коло од двете поатрактивни кошаркарски лиги, Баскет Дино гостува во Скопје. Во М18 лигата тимот на Сашко Лазаров се среќава со Водно Санс, додека во рамките на третата кошаркарска лига ќе ги одмери силите со Карпош Соколи. Но затоа викендов има и домашна кошаркарска понуда. Во сабота со почеток во 11 часот во спортската сала Баскет Дино се среќава со екипата на Глобал во надпреварот М16, додека во недела исто така во 11 часот е средбата од М14 лигата, во која најмладиот тим игра против екипата на Феникс.